страна била секогаш на високо ниво, кон секој еден пратеник, вклучувајќи и вас лично, 5-та година поред. Секогаш сум бил колегијален, но истовремено сум многу прецизен и се држам до она кое што сме го гласале заедно, а тоа е деловникот на собранието, исто така како што се држал преходниот мандат за деловникот кој што го гласале нашите преходници кои што биле во собранието. Така. Почитуван Елми Азири, јас морав тоа да ви го кажам, бидејќи не е вистина. Вистината е следна и добро е тоа што вистината е подкрепена со документи, господине Азири. Вие сте поднеле предлог на закон, ќе го разговараме. Тука сме. Иницијатива, се извинувам. Имате предложена точка на дневен ред, сакате да имате. Така? Таа точка на дневен ред сте ја поднеле на 9, а согласно папирологијата и согласно документите и службите во Комисијата за политички систем стасале денес на 10 пред 2-3 часа. Само завршам, ве молам, вие сте тие кои што не почитуваат. Нема потреба од нервоза. Вистината е една. Второ, ако отворите на собранискиот сајт, ќе видите дека јас не денес, почитуван колега Азири, не вчера, почитуван колега Азири, јас комисија сум ја закажал на 8. Со предлог точка на дневен ред е закажана. Сега што се случува? Да ви го објаснам, немате потреба, ќе ви дам процедурално. Да имате трпение. Да се почитуваме, така? Сега. Ви дам процедурално нормално. Сега. Бидејќи јас сум ја закажал седницата. Вие требаше да почекате, тоа сакам да ви го кажам претходно, ама вие сакајќи да ми кажете нешто што сте си замислили да ми кажете, не ме слушате што јас ви зборувам. Затоа пред како го земав процедурално да ви објаснам дека согласно сценариото во било која комисија пред гласање на дневен ред било кој претседател на било која комисија мора да праша дали некој бара изменување или дополнување на дневен ред. Тогаш ќе ви си станете, јас ќе ви дадам збор, вие ќе предложите и ќе разговарате. Затоа е целата работа. Нема потреба од тензии, но морам истовремено нагласам дека пред 2 часа нешто што е добиено во рамки на комисијата, тука се и службите, може да ви потврдат, има и документи, што е и најважно, е невистина да кажете дека вие сте поднеле нешто, па сега некој не сака да ви го стави на дневен ред. Тоа е нечесно од ваша страна, но еве ќе го земам за избрзана одлука од вас. Поведете процедурално. Фалемдерет. Ви благодарам уште еднаш. Се сложувам дека ова дебата се